Почитувани гледачи, на мое огромно задоволство го најавувам нашиот денешен гостин, господинот Мендо Бакаловски, кој што е председател на организацијата Обединети македонци. Добро дојдовте. Добро се најдовме, благодарам. Ви посакувам среќна нова година на вам и вашето семејство. Благодарам исто така и за вас. Благодарам. Како што знаеме, се наближува роденденот на Гоце Делчев, а тоа е и огромна причина ние да прославиме неговиот роденден, односно вие да ни направите манифестација по 47 пат, која ќе се одржи на 3 февруари. Кажете ни нешто повеќе околу овој банкет. Да, благодарам. Точно така ние по повод Гоцевиот роден ден организираме тука по 47 пат комитска Гоцева вечер. Оваа вечер ја организираме во чест и спомен на роденденот, како што споменавме, на Гоце Делчев и на сите оние негови херои, пријатели, комити што ги дадоа своите млади животи како него за честа и достоинството на Македонија и македонскиот народ. Кажете ни нешто повеќе за овогодишното празнување, за организацијата, за... Да, за оваа година ние се специјално се припремаме, бидејќи оваа година е многу важна за нас македонците и овде во иселеништвото, а исто така и во нашата родна земја Македонија. Ние, како што реков, овде по 47 пат се спремаме да го прославиме овој голем празник за нас македонците и по тој повод имаме поканато гости и од Република Македонија во лицето на пеачот Дарко Стојановски, кој ќе дојде тука за да не забавува со оркестарот Децата од Був, а исто така имаме поканато еден голем македонец, голем македонски херој и тој е уметник, е поет, исто времено пише колумни во весникот Нова Македонија во Скопје, каде што преку своите колумни го брани достоинството на нашиот македонски народ за зачнување на нашето македонско име. Овој се надевам дека тука има што да ни каже за денес, баш како што ситуацијата во Македонија се обратува тој по тој повод за тие настани како ние македонците обединети од цел свет, братски обединети, да се сложиме и справиме и застанеме во одбрана на честа и достоинството на Македонија и македонскиот народ. Кога веќе зборувавме за организацијата за банкетот, кажете ни која е цената на влезниците за возрастни и за дечиња? Цената на тикетите е $50 со вечера. Ова вечер, како што реков, е комитска вечер, ќе биде банкет со вечера и со игранка, со денс. Цената е $50 за возрастни, а $15 за мали дечиња. За помали деца, за млади деца. Нашата камера се разбира дека ќе биде дел од ова случување, а вие по 3 февруари ќе останете со нас и ќе видите снимки што се случуваше на банкетот. Сакам сега малце понастрана од Гоцевата вечер, сакам да ве прашам што мислите за сегашната ситуација која што е актуелна во Македонија? За двојазичноста, за договорот со Бугарија, за името, што е вашето мислење? Во Македонија денес, и како што рековте, ситуацијата не е баш во најдобра положба. Ние македонците секогаш се борели, секогаш сме напаѓани, секогаш и никогаш не било лесно, ни порано, ни сега, ни нема да биде лесно. Но денешната ситуација, како што рече, зборуваме, е истиот начин и истото што се случуваше во времето на Гоце Делчев, кога делуваше Гоце Делчев пред 100 толку години, и истиот случај се повторува сега, дека ние македонците сме нападнати од сите страни, како и во песната што вели Ѓорѓи од сите страни, Ѓорѓи сардисан. Така и денес Македонија е сардисана од сите комшии кои настојуваат да ни го менат името, да ни го менат јазикот, да ми менат може и верата, а ние македонскиот народ сме цврсти и мислам дека ќе издржиме, како што реков дека сме издржале со многу маки тешкоти со векови и овој пат ќе издржиме и на македонскиот народ. Не мислам ќе дозволи
да може да се успее да се мени нашето македонско име. Овие работи што се сега наврнани со двојазичноста, тоа има денес во Република Македонија македонски предавници кои што настојуваат за во еден ваков нечесен и груб начин да се обратуваат да ја водат Македонија да задоволуваат потребите или барањата на други на душмани, да нив ти останат само на власт. Но како што реков дека македонскиот народ денес или утре ќе поново ќе стане, ќе се бара и ќе се зачува својата националност, својата вера, својот јазик и својата држава, својото име Македонија. Македонија била, и ќе биде Македонија на македонците. Пред почетокот на емисијата продискутиравме во студиото за затворениците кои што се наоѓаат во притвор. Што мислите за таа состојба која што е многу актуелна и во Македонија и тука? Случај, како што рековме и порано, како што било, и Методија Андонов Ченто, првиот претседател на македонската понова држава во 44 година, и тој вака ги одлежа овие тешки денови и во тоа време. И тој имаше речено дека во се верував, но не верував дека некој ќе ми суди мене, некој македонец ќе ми суди за Македонија. И истото се случува денес. Македонски патриоти кои сакаја и ја бранеа честа и достоинството на Македонија, го бранеа ова, како што рековме, да биде Македонија на македонците, достојна и честна. Тие со брањето на денешната власт ги затвора како терористи. И денес доаѓа дека Македонија по бројот на жители има најмногу терористи во светот. Тоа е големо срам за македонската влада денешна и мислам дека тоа, како што реков порано, дека македонскиот народ ќе дојде и ќе се ја бара својата вистина и ќе се докаже дека овие македонски патриоти се на вистина патриоти и дека нема ништо сгрешено против Македонија и македонскиот народ. Напротив, тие се жртвуваа да го зачуваат честа и достоинството на нашиот народ. За самиот крај, да не имате случајно некоја порака за нашите гледачи? Ја, драги македонци, драги македонки, во името на Организацијата Обединети македонци, сакам да ви честитам новогодишни и божични празници и ви посакам се најубаво во новата 2018 година и се надевам дека оваа година ќе биде година на нашето македонско обединување, кога ние сите македонци од цел свет, од Република Македонија, од другите делови на Македонија и од деселенци распрснати низ целиот свет, ќе застанеме, ќе се кренеме и ќе го дадеме гласот за достојна, честна Македонија, онака како што прилига, како што се бореле и Гоце Делчев и сите комити, Македонија на македонците. И се надевам дека во голем број овој пат ќе се најдеме на Гоцевата комитска вечер и ќе го искажиме таа голема подршка на тој наш македонски дух. Една мисла имаме, една земја, една Македонија. Благодарам. Повторувам, банкетот ќе се одржи на 3 февруари, а вам, господине, ви благодарам за шансата што дојдовте ова зимско и студено време да не почестите со вашето гостување. Ви благодарам уште еднаш од мене и од нашата редакција и благодарам и на вам. Се гледаме повторно. Благодарам.